Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Политиката и правото само случајно имаат иста почетна буква и толку. Така е во целиот свет. Но кај нас во Македонија, по директива на ВМРО-ДПМН, тие имаат многу заеднички нешта. Тие се испреплетени до тој степен што политиката станува политиканство, а правото не е право, туку нешто сосема друго. Едноумието во Македонија произведува неправди на секој чекор. Така и со локалните избори во Струмица. Но знаете, бесконечност нема во ништо, а има крај се. Да подсетам, власта е одговорна за спроведување на изборите. Таа носи одговорност како ќе течат изборите. Кај нас во Струмица, истата таа власт поднесува приговор на изборите и истата таа власт пресудува. Беше сосема очекувано дека Државната изборна комисија со мнозинство гласови од ВМРО-ДПМН ќе донесе политичка, а не правна одлука за трите смешни приговори за изборите во Струмица. Но одлуките на управниот суд, кој треба и мора да одлучува исклучиво по закон, не беа воопшто очекувани. Логично беше човек да се надева дека останало барем трошка од нашата правна држава. За жал, управниот суд ги одби жалбите со смешни образложенија кои се спротивни на законот за избори. Велат дека судските одлуки не се коментираат, но станува збор за вистински преседан, кој треба да го загрижи секој граѓанин на Македонија. Замислете, истите работи, поради кои се прегласува во Струмица, се причина да не се прегласува на други преку 120 избирачки места. За судиите од управниот суд во сите други избирачки места, белото е бело, само за избирачките места во Струмица, белото е црно. Видете ги сите пресуди на управниот суд на нивната веб страна. Споредете ги со оние за Струмица и се ќе ви биде јасно. Ако имаат малку достоинство и совест, луѓето од управниот суд, требало синоќа око да не склопат од грижа на совест. Нека им служи на чест. Посилно од правдата, што ја практикува ВМРО-ДПМН, е Божјата правда. Дами и господа од ВМРО-ДПМН, ако управниот суд суди во името на граѓаните, тогаш во недела граѓаните ќе имаат конечната пресуда. Струмица е и ќе остане остров на слободата во нашата земја, која што е поробена од оваа власт. Прегласување на 3 места ќе има и Струмица повторно ќе докаже дека е на страната на правдата и праведните. Струмица нема да дозволи некој кој го изгубиле човечкото во себе со сила да го украда тоа што честно го стекнала. Само храбро и достоинствено, струмичани мои, казнете ги оние кои ви се закануваат, уценуваат и омаловажуваат. Ајде да извојуваме уште поголема победа на 7 април за нашата заедничка Струмица. Благовет се тогаш. Ајде да ја разблажиме горчината на Македонија со уште поголема разлика на трите избирачки места. Пишано му е напишев, по втор пат да се соочи со волјата на граѓаните и да разбере дека умот е повреден од силата. Победуваме, почитувани граѓани!